Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Никој не чувствува одговорност за пожарот во Пулс и вработените во Министерството за економија и инспекторите се спротиставија на обвинението. Собранието го доби предлогот за разрешување на Коцевски. Филипче со повик за обединување за спас на Македонија од мигранти. ВМРО-ДПМН го обвини дека тој гласал за изградба на мигрантски кампови. Активна петиција од загрижени родители за ограничување на социјалните мрежи за помлади од 16 години и целосна забрана за деца под 12. Министерот Андоновски возвраќа родителите да си ја преземат контролата. Желјасков поднесе оставка. Масовните протести ја носат Бугарија на нови избори. Во овие вести во живо од Идризово ги пренесуваме деталите од денешното рочиште за случајот Пулс. Останете со нас. Заврши уште едно рочиште за случајот Пулс, но и денеска сите обвинети во своето воведно излагање отфрлаат одговорноста и се противат на обвиненијата кои им се ставаат на товар. Во судницата во Идризово беше колешката Тамара Дичевска. Имаме во живо во овие вести. Тамара, кој се зборуваше на денешното рочиште? Воведни зборови денеска има обвинетите, поранешни вработени во Министерството за економија, кои што имале некаква надлежност околу издавање на лиценци за работа, но и инспектори, како и раководители во Државниот пазарен инспекторат. Сите обвинети кои што работеле во Министерството за економија се прогласија за ненадлежни околу издавањето на овие лиценци, вела дека ти имале канцелариска работа и немале можност да одат на терен, да вршат теренски активности или да прават инспекции дали некој објект ги исполнува минималните технички услови кои што се потребни да се даде лиценцата на некој објект, кабаре, дискотека да работи. Вела тоа го прави Државниот пазарен инспекторат и откако тие ќе им дадат потврда дека се исполнети условите, се даде лиценца на некој објект, тие ја издаваат лиценцата. Незадоволни од обвинението, кое според тие обвинетите, но и одбраната е неиздржано, еден од адвокатите го праша и обвинителот од Кочани, што обвинителството во Кочани правило 13 години и зошто не постапило околу работењето на овој објект Пулс сиве овие години, зошто не постапило и под допрен глас. Дел од обвинетите и нивната одбрана околу вработени поранешни во Министерството за економија ги слушаме во продолжение. Денеска издаваат лиценца од канцеларија. Единствено нешто што е сменето е контролата. Зголемената контрола. Тука се содржани во ова барање што бараме за издавање на лиценцата. Никогаш во животот нит сум мислел, нит знам каде е Пулс, нити некој друг објект, нити ни било обврска, нити надлежност по закон да вршиме проверка на било какви услови. Потенцираме, а судот ќе се увери дека обвинетата размена не била инволвирана во постапката за издавање на лиценца, бидејќи такво действие не спаѓало во незините овластувања како државен секретар. Битно е да се напомене дека вака издадената лиценца за вршење на угостителска дејност кабаре била со важност од една година, односно истата важела заклучно со 13.3.2024 година. Односно престанала да важи повеќе од една година пред трагичниот настап. Па обвинителе, ако ни тврдевте на нас дека постоел тој јавашлук, шо правевте вие 13 години во Кочани? Шо правевте? Ако ја прифатиме вашата теорија, вие... окей, јас кажав ништо лично. Ако ја прифатиме ваквата теорија, тогаш обвинителот требаше да го слуша, а не да го чита обвинителниот акт. Од оние обвинети кои што се од Државниот пазарен инспекторат, сите дадоа различни воведни говори, меѓутоа ниту еден од нив не сметаше дека поради тоа што го направил или не го направил, директно го предизвикал пожарот во Пулс.
Обвинетата е поранешна инспекторка во ДПИ Блашка Ефтимова, кажа дека кога правила инспекција во објектот Пулс, во 2012 година тој ги исполнувал сите услови, дури можел да имал услови да прими 170 гости, додека пак раководителот, обвинетиот поранешен раководител во Државниот пазарен инспекторат Емил Митев, вели инспекцијски надзор се врши по упатства на директорот, а тој не добил вакво упатство да изврши инспекцијски надзор ниту во клуб, ниту во дискотека и кабаре од 2017 година па се до дента кога се случи трагичниот пожар во Пулс. Во продолжение ги слушаме и нивните воведни говори. Инспекцијскиот надзор се врши согласно упатствата од директорот, а раководителите, виши инспектори, како што сум, овие добиени упатства и насоки ги пренесуваат на инспекторите. Во периодот од октомври 2017 до денот на немилиот настан немам добиено насоки за контрола на исполнување на МТУ во кабареа, ноќни клубови, дискотеки. 2012 година. Кога во 2012 бев во контрола, дека објектот во целост ги исполнуваше условите предвидени од страна на наша надлежност согласно законските одредби по кои постапуваме ние. Значи, предвидени согласно законите кои се во наша надлежност. И сам утврдила дека капацитетот во тој момент на кабарето е 170 лица. Само нагласам и дека пред крајот на судењето судиката извести дека е укинат притворот на обвинетиот Джевари Камбери, кој е обвинет за примање подкуп за издавање на овие лиценци. Притворот му е укинат со гаранција од 600.000 евра во имот. Иван, доколку имаш некоја прашање, повели. Да, Тамара, дали со денешното рочиште завршија воведните излагања пред судот, кога и како ќе продолжи постапката понатаму? Речиси сите обвинети ги дадоа своите воведни говори, меѓутоа остана уште еден обвинет, Александар Нацов, како и двете фирми кои што се обвинети за трагичниот пожар во Пулс. Тие ќе ги дадат своите воведни говори на следното рочиште на 25 декември. Со ова завршува оној дел кој што е за воведни говори, почнува да се испитуваат сведоци на обвинителството. За следното рочиште е најавен еден сведок од обвинителството кој што ќе биде тука во судницата во Идрисово. Тамара Дичевска во живо од Идризово. Благодарам за овие информации. Неколку минути пред полнок 43 годишен скопјанец ги искршил вратите на редакцијата на Инфомакс и се обидел физички да се пресмета со новинарите додека траела емисија во живо. Тие повикале полиција, напаѓачот бил приведен. Од МВР велат дека се работело за лице со здравствени проблеми. По случајот постапува и јавен обвинител кој веќе побарал мерка притвор и наредил да се направи психијатриско вештачење. Нападот го осудија од новинарските здруженија, оценувајќи го како сериозна закана за слободата на изразување и правото на граѓаните да бидат информирани. Осуда испрати и од Давамо и од политичките партии. Нападнати новинарите на Инфомакс доцна синоќа додека воделе емисија во живо. Почна да тропа на вратата да лупа, која што инаку е заклучена, бидејќи е на шифра, ја скрши. У тој момент излезе Милош, да провери, кога стиснавме пауза, па не знаеше кај треба да оди, и потоа кога тргна нагоре да се качува по скалите, искрши уште една врата, па уште една. Од МВР утрово информираат дека лицето е приведено веднаш по добиената пријава. Според полицијата се работи за 43 годишен скопјанец за кој е утврдено дека има здравствени проблеми, поради кои бил лекуван во психијатриската болница Бардовци. Против напајачот тој Скопје веќе поднесе кривична пријава за насилство и попречување на службено лице во вршење службено дејствие. Се бара мерка притвор, а со оглед на неговата претходна здравствена состојба, во текот на постапката ќе биде наредено и психијатриско вештачење
задържување на осомничениот. Инцидентот утрово најостро го осудија Издруженијето на новинари и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Нивниот став е дека нападите врз новинарите и медиумските работници, а особено напади директно во редакции, представуваат сериозна закана за слободата на изразување и правото на граѓаните да бидат информирани. ЗНМ и ССНМ бараат хитна реакција од институциите и најстрога казна за напаѓачот. Ваквите инциденти се неприфатливи и представуваат закана за основните демократски вредности кои треба да се заштитуваат и промовираат, стои во осудата на ВМРО-ДПМН. Без оглед на разликите во ставовите или уредувачките политики, секој медиум мора да работи во средина која гарантира безбедност, достоинство и почитување, велат од владачката партија, од каде ја поздравуваат брзата реакција на полицијата. Лидерот на СДСМ пак вели дека нападот е испровоциран од повиците за насилство, што доаѓале од представници и симпатизери на власта. Според информациите што ги добивме, напаѓачот е член на владачката партија ВМРО-ДПМН. Злоупотребата на власта и на моќта синоќа ја видовме на дело. Слободата на граѓаните и слободата на медиумите е загрозена. Нема да чекаме да почне да испраќаат тепачи, силеџи по домовите по српскиот модел. Српското сценарио на ВМРО-ДПМН започна синоќа. Со измени на кривичниот законник, нападот врз новинари и медиумски работници, како и попречување на нивната работа за известување на јавноста, се третира како напад врз службено лице, за што е предвидена казна затвор од 3 години. Диспина Тодоровска, Сител телевизија. Собранието го доби предлогот за разрешување на Коцевски, откако ќе го разгледаат претениците, ќе биде достапен и за јавноста. Мислењето пак на Советот на јавни обвинители веќе е достапен на нивната веб страница. Тие, како што беше објавено, не гледаат законски основ за разрешување на јавниот обвинител. Собранието го доби владиниот предлог за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Кога предлогот ќе се најде пред пратениците, од законодавниот дом велат дека дополнително ќе ја информирале јавноста. Според документот, разрешувањето на државниот обвинител се бара бидејќи, како што наведува владата, Коцевски сторил крупни професионални грешки и неовластено изнесувал информации за судски предмети, со што била нарушена функционалноста на јавното обвинителство. Со предлогот до собранието е испратено уште и мислењето од Советот на јавни обвинители. Телото даде негативно мислење за разрешување на Коцевски. Според документот објавен на интернет страницата на Советот, тој ги отврла сите наводи со кои владата бара разрешување на државниот обвинител. Наведуваат дека тие биле општи и нејасно формулирани. Како што пишуваат во документот кој е испратен до владата, мнозинството членови на Советот сметале дека нема докази дека јавниот обвинител изнесувал информации и податоци за судски предмети, дека не е сторена крупна професионална грешка и не се содржани сите законски елементи за сторена тешка дисциплинска повреда со која се нарушува угледот на јавното обвинителство. Мнозинството членови на Советот сметаат дека законската можност да се бара разрешување на јавниот обвинител сама по себе не е доволна, туку разрешувањето на јавниот обвинител во смисла на одредбите на Законот за јавното обвинителство треба да биде засновано на јасни и објективни критериуми, да ги земе предвид сериозноста на причините и да биде реализирано во законита постапка, се наведува во мислењето на Советот. Законски пак, негативното мислење не е пречка владата да ја продолжи постапката за разрешување почната на почеток од годинава, а стопирана заради кочанската трагедија и локалните избори. Сега конечниот збор ќе го имаат пратениците. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Че со повик за обединување за спас на Македонија од мигранти, ВМРО-ДПМН го обвини дека тој гласал за изградба на мигрантски кампови. Активна петиција од загрижени родители за ограничување на социјалните мрежи за помлади од 16 години и целосна забрана за деца под 12. Министерот Андоновски возвраќа родителите да си ја преземат контролата. Лидерот на СДСМ Венко Филипчи испрати повик за обединување до политичките партии, граѓански организации, студенти и интелектуалци да работат на следните чекори за спас на Македонија од мигранти. ВМРО-ДПМН пак објавувајќи документи од работата на Собранието во 2018 година го обвини дека тој гласал за изградба на мигрантски кампови.
Филипче ќе ја спасува Македонија од ВМРО ДПМН и имигрантите. Лидерот на опозицијската СДСМ ги повика на состанок политичките партии, невладините организации, студенти и интелектуалци, со кои заедно ќе ги утврдат следните чекори, со кои, како што вели, ќе спречи српско сценарио во земјава. На Филипче не му се доволни одговорите на премиерот Мицкоски дека нема да има мигранти во земјава. Напротив, тврди дека во јуни ќе има влез на вакви лица и поради тоа ВМРО ДПМН не ја прифаќа неговата резолуција и планира избори на пролет, пред тие да дојдат. Сепак лидерот на СДСМ одбегна да одговори на прашање на новинарите за стратегијата за спас на државата. Одговорот е јасен. Мигранти во јуни во Македонија. Ги повикувам на состанок сите релевантни политички партии, невладиниот сектор, граѓанското општество, студенти и угледни поединци да ги договориме следните чекори. Сите како еден, сите за Македонија. Да ги искористиме сите демократски механизми за да спасиме државата од предавниците ВМРО ДПМН. Да спасиме земјата од српското сценарио на пропаст. Борбата започнува денеска. Правдата мора да победи. И благодарам на сите, наскоро ќе се јавиме и ќе ги објавиме нашите следни чекори. Благодарам за присуството. Од ВМРО ДПМН пак денеска со документи тврдат дека токму Филипче во 2018 како министер гласал за владина одлука за изградба на мигрантски камп во Бардовци. Тој е социопатски случај на лажго и манипулатор, додека штетата од неговото работење ја плаќаат сите граѓани. Изработка на државно урбанистичко планска документација за прифатен центар на странци за потребите на секторот за гранични работи и миграции при Министерството за внатрешни работи на КП број 35 запишана во имотен лист број 2140 за КО Бардовци. Ова е тоа. И ова е поминато на влада и за тоа Венко Филипче гласал со две раце. Овие мигранти кои тогаш Филипче сакал да ги прими, се истите тие мигранти кои сега прават проблеми во Европа. Да не беше притисокот во ВМРО ДПМН тогаш, денес ќе имаше мигранти во Македонија. Мицкоски неколку пати досега повтори дека ВМРО ДПМН има строга мигрантска политика. Вчера го зголеми влогот, велики дека доколку Филипче најде и еден мигрант кој што ќе дојде во Македонија, тој трајно ќе ја напушти политиката. И министерот за надворешни работи и трговија Тимчо Моцунски денеска повтори дека нема договори, преговори, квоти и центри за мигранти со Обединетото кралство. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Речиси секој трет граѓанин мисли дека религијата била користена во функција на предизборно прибирање гласови, покажува истражувањето на religija.mk заедно со Институтот за политички истражувања Скопје и Фондацијата Конрад Аденауер. Високи 75% одговориле дека религијата немала улога во нивниот избор, додека 16% рекле дека таа имала влијание. Истражувањето покажува дека најголема употреба на религијата во политичките кампањи кај македонскиот блок е забележлива кај ВМРО ДПМН со средна оценка 2,34, кај СДСМ 1,84, а најмала употреба на религијата е евидентирана кај Левица со средна оценка од 1,74. Кај албанските партии пак е измерена повисока употреба на религијата во предизборни кампањи, каде ДУИ има средна оценка 2,73, а вреди 2,65. Една од најчестите форми на комбинирање политика и религија, забележена на последните локални избори, е барањето благослов од верските представници. 64,2% од испитаниците одговориле дека за нив е неприфатливо такво барање, а 21,1% на тоа гледаат позитивно. Граѓаните се против користењето на религија и религиозни символи во политичка кампања. Таков став делат 68,3% испитаници. Повеќе од половината македонски граѓани би гласале за политичар со различна вероисповед од нивната. 50% анкетирани сметаат дека религијата
има влијание врз политичките процеси во општеството. 24,3% испитаници сметаат дека верските заедници на овие локални избори фаворизирале одредена партија, додека 33,9% не препознале такво нешто. На дополнителното прашање која, за оние кои одговориле потврдно, 27,4% сметаат дека била фаворизирана ВМРО-ДПМН, 26,3% ДУИ, 21,2% Вреди и само 1,1% дека била фаворизирана СДСМ. Истражувањето било направено по завршувањето на локалните избори во ноември годинава на 1128 испитаници. За мигрантските процеси и безбедносните ризици, какви се правилата и дали има опасност за нови мигрантски движења? Во тема на денот со Трпе Стојановски, експерт за миграции. На крајот од месецот Уставниот суд ќе постапува по иницијативите за укинување на намалените коефициенти за пресметка на плата. Ако ова помине, ќе возможи ново драстично зголемување на платите на сите функционери, велат од УПС. Додека судот одлучува за тоа, информираат дека судиите и судската администрација чекаат плата за ноември. Судии бараат од Уставниот суд да се укине намалувањето на коефициентите за пресметка на плата. Поднесени се две иницијативи во кои пишува дека им е повредено уставното право на соодветна заработувачка која го поседувале 17 години. Од Уставниот суд за Сител вела дека двете иницијативи се споени во еден предмет и по него ќе се дискутира на крајот на декември. Слична иницијатива беше поднесена и лани во мај, но тогаш судот не поведе постапка за оценување на уставноста. Ова доаѓа откако уставен пред 2 години ја одмрзна основицата за пресметка на плата на сите над 1000 функционери и нивните плати пораснаа за 78%. За да не растат премногу, на 2 пати и власта на СДСМ и на ВМРО-ДПМН ги спушташе коефициентите со кои се множи основицата. Ако падне таа одлука, значи дека процентуално пак ќе се зголемат платите на судиите, на другите функционери, што е поразително, искрено да ви кажам. Во меѓувреме, судиите и останатите вработени во судовите се уште немаат земено плата за ноември. Дејановски вели дека судските административци, освен платата, ги чекаат и додатоците кои им доцнат веќе 8 месеци. Не е исплатен ниту регресот за годишен одмор, иако за 4 дена ќе се затвори трезорската сметка. Моментално никој нема плата додека не се пуштат платите за сите вработени во судовите. Ниту судиите? Никој нема плата. Додека не се донесе одлука на судскиот буџетски совет, а денеска треба да се донесе одлука, им препорачувам да донесат одлука со додатоци на плата за вработените во судовите. Доколку таква одлука не се донесат, веќе во 4 суда по одржани состаноци луѓето бараат прекин на работа, дали ќе биде штрајк, дали ќе бидат протести, тоа треба да се организира. Кажавме од наша страна кажана, се извинувам, дека нема да чекаме сите судови, ако некој суд сака да штрајкува, ќе штрајкува. Од судско-буџетскиот совет за Сител вела дека платата не била исплатена бидејќи чекале согласност од Министерството за финансии за додатоците. Денеска добиле зелено светло од финансии и веќе се почнати пресметки. Утре на седница ќе донесат одлука за исплата. Мартин Арсов, Сител телевизија. Центарот за граѓански комуникации го објави најновото истражување за финансиските резултати на локалните јавни предпријатија во Македонија. Податоците откриваат загрижувачка состојба, милионски загуби, растечки долгови и блокирани сметки. Јавните предпријатија со милионски долгови, огромни загуби и блокирани сметки. Според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации, повеќе од половината општински јавни предпријатија 2024-та ја завршиле со загуба. Анализата на нивните завршни сметки покажува дека за една година двојно им се зголемиле загубите. Од вкупно 128 предпријатија, 71 работеле со загуба. Прв на листата Скопски водовод и канализација, кој прокнижил негатива од скоро 4,2 милиони евра. Веднаш зад него се улици и патишта, со загуба од 2,6 милиони евра, па следува комунална хигиена со 1,2 милиони евра. Вкупните загуби на јавните предпријатија изнесуваат 17,4 милиони евра. Покрај загуби трупаат и долгови. Од 128, 126 предпријатија имаат краткорочни обврски од речиси 200 милиони евра.
Најголем должник е Скопски водовод со 53,3 милиони евра долг. Веднаш зад него е ЈСП, кој должи 17 милиони евра. Пошто следуваат комуналните предпријатија од Куманово и Гостивар со околу 10 милиони евра долг. Проблемот е системски, велат од Центарот. Најчесто се должи на поставени несоодветни кадри на раководни позиции. Во смисла изборот на директори, на членови на управни и на надзорни одбори, тие избори, значи пополнување на тие структури не е потикнато или не е проследено со избор на луѓе според нивните квалификации, заслуги и способности, туку најчесто се тоа луѓе кои што се пополнуваат од редовите на партиите, било која и да е во моментот на локалното ниво. Да не заборавиме и дека законот вели дека ако едно предпријатие е 6 месеци работи со загуба, дека директорот треба да поднесе план за надминување и ако не се случи и после тој план да се надмине загубата, дека треба да му се даде отказ. Така што тоа не се случува во пракса. Истражувањето покажува и дека 1/3, односно 41 јавно предпријатие, имаат блокирани сметки. Ова значи дека е доведено во прашање на временото сервисирање на врските, како и исплаќањето на платите. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Во училиштата во Скопје активна е петиција од загрижени родители за ограничување на социјалните мрежи за помлади од 16 години и целосна забрана за деца под 12. Главен аргумент врз која темелот петицијата е негативното влијание врз менталното здравје кај нивните деца. Министерот Андоновски возвраќа родителите да си ја преземат контролата. Целосна забрана на употребата на TikTok и строго ограничување на други социјални мрежи за деца под 16 години. Загрижени родители, наставници и стручни лица со петиција да се иницира законска и практична рамка што ќе вклучи строги ограничувања за социјалните мрежи. Главен аргумент врз кој што ја темелот петицијата е негативното влијание врз менталното здравје кај нивните деца. Она што секако ние целиме да направиме е да се забрани употреба на социјални медиуми до одредена возраст. Праксата покажува дека таа варира, но тука е околу некаде 12-13 годишна возраст е целосна забрана на употреба на социјални медиуми, додека од 13 до 16 години најчесто е со родителска согласност. Трошановски за Сител потенцира дека превенирањето на штетното влијание од социјалните мрежи е клучно. Да не бидеме дел од последните држави кои законски ќе го ограничуваат штетниот алгоритам од мрежите, туку да држиме чекор со оние кои веќе имаат имплементирано заштитна рамка. Еве како Австралија, но и другите земји го имаат тоа регулирано, зборувам на ниво на Европска унија. Такви мерки имаат и Франција, и Германија, и Данска, Шведска, Италија, Грција, Хрватска има моментално иницијатива, Албанија, знаете, го забрани TikTokот веќе. Така што и Европскиот парламент донесе резолуција на крајот од ноември со која што ги потикнува државите да ги заштитат своите деца. Недалава Австралија стана првата земја во историјата која воведе задолжителна минимална возраст за користење на социјалните мрежи. Според законот таму сите деца под 16 години не смеат да имаат Facebook, Instagram, TikTok и YouTube акаунти. Ако некој успее да си направи профил, казна ќе сносат технолошките гиганти, а не родителите. Македонија не планира да го следи примерот на Австралија, деците на министерот за дигитална трансформација. Наместо забрана им порача на родителите да ја преземат одговорноста во свој раце и да ги насочат децата да истражуваат покорисни алатки. Секоја алатка или секој социјален медиум има граница за под 16 години. Ако родителите тоа го имплементираат кај нивните деца, тогаш децата нема да имаат пристап до алгоритми кои што се штетни, содржини кои се штетни за нив. Доколку тоа не го прават родителите, многу е потешко државата се меша во слободниот избор на секој граѓанин и на секое семејство и да одлучува што некој граѓанин смее, а што не смее да гледа. Андоновски цени дека законот во Австралија нема да биде успешен. Својот став го темели врз првичните објави дека голем дел од децата веќе нашле начин како да го изиграат законот. Габриела Лескова, Сител телевизија. Првиот реформски закон од правосудството влезе во собраниска процедура. Комисијата за политички систем денеска даде зелено светло за потребата за носење на нов закон за судски совет. Клучни новини кои се предвидени со законот се: јавност во постапката за разрешување на председател на судскиот совет. За прв пат прецизирање на критериумите за избор на истакнат правник.
воведување јавна расправа при избор на кандидатите за несудски членови со цел поголема транспарентност и одговорност. Зајакнување на критериумите за избор, одговорност и разрешување на членови на Советот од редот на судиите. Јасно прецизирање на постапката за дисциплинска одговорност на судиите, но и на членовите на Судскиот совет. По втор пат одложено судењето на Стојанче Зарков, обвинет за убиство на сопствената мајка. По втор пат за само неколку денови, повторно одложен судскиот процес против 54 годишниот Стојанче Зарков, обвинет дека на 8 август во семејниот дом ја убил својата 84 годишна мајка. Судењето беше закажано за денес, но утринава судот добил известување од затворот во Куманово дека поради влошена здравствена состојба, обвинетиот не може да присуствува на закажаното рочиште. 10 часот и 20 минути телефонски од затвор Куманово, каде издржува мерка притвор обвинетиот Стојанче Зарков, се јавија и во известија судот дека се пожеле на здравствени проблеми, денес пред тргнувањето за Штип заради судењето и од таму откако бил прегледан од страна на лекар во затвор Куманово, лекар констатирал дека е потребно да биде пренесен во болница Куманово, каде што треба да се изврши дополнителен преглед во однос на неговата здравствена состојба. Минатата недела постапката беше пролонгирана по барање на обвинетиот, кој побара дополнително време за да го протолкува извештајот од ДНК анализите, како и вештачењето на ножот, што беше приложен како доказен материјал од страна на обвинителството. Новото судско рочиште е закажано за 30 декември. За Сител, Трајан Ристовски. Поврзување на коридорот 10 со бугарскиот коридор Струма преку нов експресен пат, најави вице-премиерот и министер за транспорт. По завршувањето на локалните избори во интензивна соработка со градоначалникот и новата општинска администрација, веќе бројни работи се задвижуваат. Сакам да ја споменам најголемата, тоа е она што воветивме, спојување на коридорот 10 со коридорот Струма во соседна Бугарија, односно изградбата на експресниот пат кој што треба да оди од Смоквица преку Валандово, Струмица, Новосело и граница со Бугарија. Веќе проектот јавното предпријатие за државни патишта за едната траса го завршија, за втората во напредна фаза и веќе сериозно работиме на изнаоѓање на финансирање, така што на што беше најголемо ветување, веќе сериозно го работиме.